Добре, дојдовте назад, се враќаме за нашиот следен час, тоа е часот по математика. За четврто деление. Да. Така, Добре ми математика. дојдовте. Добро ви најдовме повторно. Повторно, Од прво во четврто одиме. Да. Да, сега продолжуваме со математика, број и решавање проблеми, множење двоцифрен со едноцифрен број за четврто деление. Но пред да почнеме со учењето, малку да поиграме и нешто ќе се повториме. Ајде, Може ајде, една може. математичка игра, Ајде. ама ќе бидете малку на класкалица, малку ќе се... Аха, на тоа го каскалица. имате веќе играно, нели? Или не? Па сега ќе видиме дали го Не имате знам. вие Ајде да видиме. играно. Ајде. Ајде да видиме вака Како сега. треба? Прво што треба да направите, значи ќе се свртите еден спрема друг. Може? На едно Може. растојание. Еве. Да. Така, браво. Сега. Ќе треба да броиме, но ќе броиме по 3. Аха, Значи, ајде. производите на бројот 3, Разбирам. 3, 6. 6 и така натаму. Важи. Сега, тој што е исправен, ќе го кажува бројот 3, а Марија ќе клекне. Важи. Ќе чучне. Важи. И потоа како После тоа ти го чучнуваш, Марија кажува 6. Аха, Важи. и Продолжуваме Продолжуваме. Додека до се низа. збуниме. Да, Ајде. додека не се Ајде да збуниме. видиме. Кој ќе се збуни, завршува играта. Добро, и ние Важи. добро. Може? Поред, може. Ајде. Почнуваме. Ајде. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 30, и 33. 36. Јас мислам дека ова можеме ние за секогаш да го Браво! правиме подобро Значи секогаш нема да стане. грешка. Браво. Ова е нашиот час физичко. Да, физичко и математика Математика, заедно. да. Браво, браво деца. Одлично. Ајде да продолжиме и нешто да се подсетиме малку понатаму. Значи да повториме Ајде. малку што е множење. Дали вие знаете што е множење? Сте слушнале Сме нешто? слушнале, сме Ова е слушнале. веќе Сме четврто, слушнале. мислам дека сте слушнале. Сме слушнале, апсолутно. Апсолутно сме слушнале. Дефиницијата можете вие да ни ја кажете Да. точната. Да, множење е скратено Собирање, собирање на точно. еднакви количини или собироци. Да. Еве, да имаме и еден пример, малку да се подсетиме. Значи, 4 точка 4 5. по 5. Така, 4 по 5 е еднакво на 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 е еднакво на 20. Значи, продолжуваме понатаму, уште. Ајде да видиме дали сме множеле полни десетки со едноцифрен број. Значи 10 по 9 Аха. Да. Добро, да. сме множеле. Сме можеле, да. И колку ќе биде? 10 по 9 е 90. 90. Така, 10 по 9 е 90. Еве имаме еден пример, но нешто тука треба и да заклучиме. Ајде да видиме што ќе заклучиме. Имаме 4 точка или помножено што велиме по 7 е 28. 4 Значи по 7, значи 40 помножено по 7 е 280. Аха. Што мислите, што се случува во овие задачи? Нешто? на крајот. Да, нешто да видиме. 10. Значи овде се додаде една нула, наместо 4 стана 40 Така. и заради тоа сега Така. веќе не е 4 пати 7 плюс 7, не е 7 плюс 7 Така, плюс 7, 4 него пати. 40 пати 7 плюс 7 плюс 7 Така, плюс 7. значи. Значи го- таа нула само ја префрламе. Опа. Да. Да, значи го зголемивме едниот множител е множењето за 10 пати. Што се случува понатаму? И производот се зголемува. зголемува за 10 исто пати. така. Исто така за 10 Да. пати. Значи веќе знаеме како ќе множиме полни десетки со едноцифрен број, кој што ќе ни помогне за да множиме двоцифрен со едноцифрен број, Број. кај што нема десетки. Продолжуваме понатаму. Ајде. Ајде да пресметаме 46 помножено по 8. Што треба да направиме? Значи имаме еден начин, ќе ви го покажам и другиот начин. Сега прво ќе разложуваме. Значи бројот 46 Така. треба да го разложиме на 4 десетки десетки и плюс 6. единици. Така, значи бројот 46 ќе го разложиме на 4 десетки или вредност 40 10, да. и 6 единици. Единици. Да видиме и ќе помножиме како. Еве, Марија, одлично. 46 еднакво на 40 плюс 6. Продолжуваме понатаму за да дојдеме до крајниот резултат. И Што сега- се случува понатаму, деца? Може да објасните ви или да Така, про? сега само 40 го множиме со 8 и 6 го множиме со 8. Па потоа ќе го собереме. Така, значи прво,
првиот множител го разложивме на десетки единици и ги помноживме десетките со вториот множител и единиците со вториот множител. со вториот множител. На крај што се случува? На крај ги собравме. Значи производите и го добивме конечниот резултат. Конечниот резултат. Токму Дали е јасно? Јасно е, Апсолутно. да. Како ден или како ноќ? Како ден, Како ден. Одиме кон ден. Продолжуваме понатаму. Еве уште еден пример. Значи, тука множиме двоцифрен со едноцифрен број, 19 помножено по 5, и исто разложуваме. Значи, бројот двоцифрениот број 19 го разложуваме на 10, 10 помножено по 5, собираме со единиците 9 по 5, да. собираме производи, на крај добиваме крајниот резултатот. резултат. Значи, тоа е едниот начин на кој што можете да множите двоцифрен со едноцифрен број. Некој можеби и тоа така ќе множи. Некој ќе видиме може и поинаку. А сега имаме писмено множење. Вчера имавме писмено делење, се сеќавате? Марија, Во вторникот Или вчера. вчера писмено јас си делење со спомнешав, наставничката. Да, имавме. Е, сега да видиме со писмено множење. Како ќе биде сето тоа? Значи, имаме задача 46 да го помножиме по 8 и цртичка ставиме. Да. Е, сега, што се правиме тука? Значи, со може назад? Може, Може. само ќе мора ова на Не, или брзина. вака. Ево го. Се извинувам. Ќе го пуштам сега јас. Опа. Дај се. Ајде. Добро, се Го извинуваме. повторивме. Нема гајле. Да, А, тоа е првиот. И ова го завршив. Имаме Добро, уште, нема да- уште, да- уште. Еве. допирам. Еве Ако сме. допрам, си оди Тука сме. понатаму, да. Значи, почнуваме со едноцифрениот број, Да. помножиме двоцифрениот. Значи, 8 помножено по 6 единици се 48, така, пишуваме 8. 8 единици ги запишуваме единици, да. под единиците, а Памтиме 4 четири. десетки памтиме. Да. Така. 8 помножено по 4 десетки се 32. И тие 4 десетки од плюс добиваме 36. 36 или 368. Да, ајде истата задача сега од претходниот нели со разложувањето, сега со писмено множење. Ајде. Одиме 5 Пет помножено по 9, 45, 4 ги памтиме. Така, 4 десетки памтиме или ги Или ги запишуваме. запишуваме, ако ни е полесно така. Така, поарно да се запишат колку да се да, памти. за да се точно да не Така е, изумиме после некојаш ќе ги заборавиме тие 4 десетки, И ќе се резултатот спомешаме. И ќе биде резултатот ќе биде погрешен и ќе Погрешен. добиеме пониска оценка Да, само да, заради да. тоа што сме одлучиле да памтиме, а не да запишеме. Така, и 5 по 1 е 5, плюс тие 4 Четири, десетки, девет, 95. односно 95. Дали е јасно и ова? Јасно е. Овој начин, продолжуваме понатаму. Е, сега вака. Ова за после ќе го ставиме. Имам нешто друго сега. Ајде, започнеме. Ајде. Значи, во раката држам Што е тоа? еден уред или направа, се вика микробит, Вау. и тој ќе биде во улога на коцка. Аха. Ама оваа коцка ќе биде многу поголема, нема да има 6 страни. Има многу повеќе страни. Добро. Коцката нели ја тркаламе Да. и добиваме некој број. Да. Така. Обично коцките со броеви, не се или со точки. Да. Оваа е веќе со овој микробит е со Аха, веќе има броеви. броеви. И Така, допишува има бројчето броеви. баш, да. Самиот микробит сега моментално е на бројот 4. На број 4. Значи, еве на Марија ќе го дадам микробитот со протресување, тука нема да тркаламе коцка, туку Коцка, ќе да. така ќе го протресеме. Добиваме друг Број број. 9. Број 9. Значи, самиот таа направа е програмирана за да има броеви од 1 до 9. 9. Одлично. Да, е сега. Марија ќе треба 3 пати да ја протресе оваа коцка, микробит коцка, и Швајнштајн ќе треба да ги напише сите 3 броеви што ќе ги добие Марија, и од тие 3 со 2 да се остави двоцифрен број, а со другиот, со третиот да ги го помножи. Може да Одлично. малце да. Баш интересно, Да, може. повели. Да се обидеме. Значи треба само вака да ја протреси протресам. го, да, протреси го. И да видиме кои броеви ќе ги добиеме. 7, запиши. Првиот број е 7. 7. Браво. 7. 5. 5. 5, запиши. Значи 75. О, браво. 1. 1. Уши, задачка. Лесничко. Лесничко. Добра.
Ајде да видиме како ќе множиме. Па, првиот начин јас би го искористил сега. Добро. Како беше стари првиот начин, тоа беше Со со разложувањето. разложувањето, да. Значи треба Да го разложиме првиот број. 70 по 1 Или и 5 множител. по 1. Така, 70 70 по 1 плюс 5 по 1. 5 по 1 еднакво. Еднакво. Така. Ево овде ќе го продолжиме. Одлично. Само да се дали се гледа во ред. Значи 70 по 1 е 70 плюс 5 по 1 е 5. 70 Така. плюс 5. Значи Резултатот ќе биде 70 и и 5. 5. Благодариме. Може уште една? Може. Ајде. Јас Бриши. избришам, да. Повторно 7. Повторно брат 7? Да. Уште еднаш. Види. Еве. Бројот 2. Бројот 2. Бројот 2. Не сам. Аха. Бројот 1. Бројот 2, бројот 1 Еден. и уште еден број. Многу нежно. Не може, 1 се паѓа. Аха, е повторно бројот 7. Одлично. 7. Поред. Ајде сега да се обидеме Со вториот начин. со вториот начин, да. Ајде. 7 по 1 е 7, немаме двоцифрен број, нема што да се памти, само го префрламе. Да. И 2 по 7 е 14. Значи резултатот е 147. Браво. Благодарам. Ви благодарам на вас за оваа прилика да си ги покажам моите математички Браво. способности. Браво, Цвајнштајн. Браво. Ајде да продолжиме понатаму сега малку со текстуалните задачи. Ајде. Да, повежбавме малку. Значи бројни изрази сега со текст задачи. Првиот множител е 53, а вториот множител е 4. Колку изнесува производот? Како? 53 Добро, по 4. да видиме. Имаме на така. 53 По 4 е 212. Како беше тој процес, да го видиме? Може. 3 по 4 е 12, значи тоа е еден двоцифрен број, една десетка, ја памтиме таа една десетка, двојката ја пишуваме тука. 5 по 4 е 20, таа е едното што го памтиме 21 и така одиме на 212. Одлично. Да. Значи, вториот начин го вториот искористивме, да, за да пресметаме колку е 53 помножено по 4. Продолжуваме понатаму. Разликата на броевите 100 и 45 с големија 5 пати. Кој број го доби? Добро. Да видиме како оваа задача сега ќе решиме малку тука. За да ја добиеме разликата на измеѓу 100 и 45, треба да од 100 да го одземеме 45. Да? Со тоа што ќе го добиеме бројот 55 и тој број треба да го помножиме 5 пати. 5 пати. Така. Ајде да видиме како изгледа тоа. Така е. Значи, 55 по 5. така 55 по 5, пак ќе го искористиме вториот начин. Вториот начин? Ајде, може би првиот. Па може. Се разложува на 2, тоа се 50 по 5 плюс 5 по 5. Так. 50 по 5 е Да запишеме, може? Можеме да го запишеме, Ајде, тоа запишеме. бидејќи Ќе биде кој памти по преглед пониска овака. оценка добива. Така. А кој запишува повисока. 55 по 5. Так, 55 55 помножено По пет. по 5. по 5. Тоа е 5 по 5. 55 по 5. Да. Многу петки Пе- денеска 50. за ученици вредни. По 5 плюс 5 по 5 е еднакво на 50 по 5 тоа е 250. Одлично. 250 Браво. плюс 5 по 5 тоа е 25 и резултатот ќе ни биде 200. 75. Браво, Да. Марија. 275. Браво. Одлично. Мислам дека е. Ајде. Имаме домашна задача, ученици. Сега за Да. домашна задача, значи да се остават 5 задачи со множење на двоцифрен со едноцифрен број. Како ние што си составувавме со нашиот микроби, тие може со коцка дома да си составуваат. Или пак да напишат на Или ливчиња броеви и да ги влечат од кутијата. Да, може и на тој начин. Значи, Има безброј изборот- начини. Так. И мешајте ги начините како ја решавате задачата Нека на бидат првиот, малце на вториот. покреативни.
Нека биде Да, слободно. игровито тоа и поинтересно за нив дома, бидејќи се дома цело време. Благодарам. Ви благодарам Да. на вас. Благодариме за Тоа часот. беше се за математика денешниот час. Ние сега да проследиме еден мал джингл, па се враќаме повторно тука. А не, одиме со утринското вежбање, па се враќаме тука.